Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје е јавен сервис за сите активности и секогаш во согласно со потребите на граѓаните. Во таа насока во тек е проектот за изградба на пречистителна станица на град Скопје. Во моментот тече рокот за поднесување апликации за предквалификации за избор на најповолен понудувач за проектирање и изградба на постројка за третман на отпадните води во Скопје. Со цел заштита на канализациониот систем, добробит за граѓаните, заштита на животната средина, јавното предпријатие Водовод канализација ја отпочнала постапка за пречистителната станица за отпадни води за територија на цело Скопје. Владата на Република Северна Македонија подпиша договор со Европската инвестициона банка и со Европската банка за реконструкција и развој во висина од 136 милиони евра и во моментов е распишан меѓународен тендер. На овој тендер се имаат пријавено околу 50 компании кои што аплицираат за превземање на документацијата. Значи, ова е капитален проект со кој што ќе се реши долгогодишното долгогодишниот проблем за прочистување на отпадните води, се со цел, реков, за заштита на животната средина и подобар квалитет на живот за граѓаните на градот. Водовод и канализација започнаа онлайн кампања под мотото "Биди одговорен, однесувај се совесно". Јавно предпријатие Водовод канализација отпочна една кампања "Биди одговорен, однесувај се совесно", со цел за заштита на двата системи, и водоводниот систем и канализациониот систем. Оваа кампања се поради настаната состојба со корона кризава се извршува онлайн и истата во периодов ќе содржи 10 банери и за истото ќе се понудат проблемите и решенијата на истите. Како што напоменавте и вие, не само канализациониот систем, туку и водоводниот систем трпат огромни штети од несовесното однесување на граѓаните. Со оваа кампања пробуваме, и сакаме да ја постигнеме целта за подигнување на јавната свест кај граѓаните, се со цел заштита на двата системи кои што значат живот за граѓаните на градот Скопје. Канализациониот систем, како што и вие рековте, не е место за отклонување, односно isfрлање на градежниот шут, isfрлање на било какви отпадни материи. Значи, за истото постои јавното комунално предпријатие Комунална хигиена, за истото постојат општините со своите надлежни служби. Целта на оваа кампања е заштита, реков, на двата система. Системот за водоснабдување, имаме неколку маркирани работи кои што ќе ги работиме и ги работиме веќе. Тоа е откривањето на дивите приклучоци, посочување за разумно користење на водата, за непотребно користење, да се санираат сите оние работи кои што се непотребни, непотребно течение на водата, посочување како да се пријави нелегалниот приклучок, како да се искористи водата наменски, како ненаменски да не се потрошува таа вода, како да се врши полевање на зеленилото, во кои интервали. Ние во периодов наназад, во неколку наврати апелиравме до граѓаните, апелиравме до јавното предпријатие Паркови и зеленило, кое што е задолжено за полевање на зелените површини, рационално користење на водата за пиење. Канализациониот систем исто, понудени се неколку работи кои што се од клучно значење за непречено функционирање на овој систем и за истото понудени се и решенија. На крајот во последната недела, на месец август, која што се совпаѓа со светскиот ден на светската недела на водите, ќе бидат објавени 2 видеа и резултатите од постигнувањата во оваа кампања. Јавното предпријатие Водовод и канализација апелира до граѓаните совесно и одговорно да се однесуваат кон водата за пиење.